Повод за денешниот предупредувачки собир со дел од вработените е најавата дека после обраќањето на председателот Стево Пендаровски ќе има уште еден обид да се изгласат против уставните и скандалозни измени на Законот за игри на среќа. Се создава впечаток дека некое мнозинство пратеници се решени ова да го протурка по секоја цена без разлика на штетните последици. Сакаме да искористиме оваа прилика, уште еднаш да им порачаме на пратениците, без разлика на нивната политичка, етничка и верска припадност, дека гласањето за игри на среќа на црно не носи гласови. Воведувањето дистанца на објектите на 500 метри од образовни институции не е мерка за заштита на младината, туку е мерка за затварање на легалните игри на среќа и создавање предуслови за играчници на црно. Тоа е вистината и ниту едно политичко образложение не може овој факт да го промени. Тогаш државата ќе нема никаква контрола, а младината ќе биде вистински загрозена. Доволно е претениците да се присетат на аферата Детонатор, кога беа запленети 1500 покер апарати поставени нелегално. Може само да предпоставуваме колку диви играчници по разни подруми ќе никнат доколку се стави клуч на легалните објекти на игри на среќа. Не случајно во Република Албанија тамошната влада се откажа од 4-годишната забрана за игри на среќа заради отварање на диви играчници и удар врз нивната економија. Нема држава во која се спровеле радикални чекори за затварање на игрите на среќа, по која автоматизам не предизвикало отварање игри на црно. Погледнете иронијата. Редовните критичари тврдат дека заради заштита на младината е неопходно да се затворат легалните објекти на игри на среќа. Додека ние овдека разговараме и зборуваме за противуставните законски измени, државата овозможува преку интернет игрите на среќа да бидат достапни буквално на секој мобилен и статичен уред. Нема потреба да се оди во објектите, туку преку онлайн игрите на среќа доволно е од дома некој да се вклучи на платформата и да игра. Тоа некое мнозинство пратеници, кој смета дека треба овие противуставни законски измени да се донесат по секоја цена, ќе мора да ја објасни на јавноста зошто свесно и со умисла се откажуваат од 280 милиони евра годишни приходи во централниот буџет од легалните игри на среќа. За илустрација, тоа е повеќе од 5% од приходите планирани во буџетот за следната година. Пред неколку дена Државниот завод за статистика соопшти дека 12.000 луѓе се иселуваат од Македонија на годишно ниво. Според нивната анализа, државата многу наскоро ќе биде принудена да увезува работна сила. Пратениците мора да бидат свесни дека изгласувањето на овие измени ќе предизвикаат екзодус на 10.000 вработени во овој сектор, кои заедно со своите семејства ќе бидат принудени да се иселат и да си ја бараат екзистенцијата во западните земји, каде повторно ќе работат во индустријата игри на среќа. Сакаме да наведеме дека станува збор за кадар кој е обучуван по највисоките светски стандарди за приредување игри на среќа. Како најголеми приватни работодавачи во државата, двете асоцијации и Сдруженијето на вработени, неколку пати баравме средба со владата, Министерството за финансии и со Собраниската комисија за европски прашања. Сметаме дека е нормално еден ваков сериозен економски сектор да биде слушнат и преку една конструктивна дебата да дојдеме до најдобрите и реално применливи решенија. Денес уште еднаш предупредуваме и бараме надлежните да не разберат многу сериозно. Подготвени сме до крај со масовни протести да се бориме против законските решенија кои ќе предизвикаат силни општествени потреси и ќе креираат хаос во една многу чувствителна економска гранка. Наша обврска е да ги заштитиме нашите вработени, нивното уставно загарантирано право на работен однос и да застанеме во одбрана на македонската економија. Денес во придружба на дел од нашите вработени се наоѓаме тука пред Собранието на Република Македонија. Како здружение добивме информација дека повторно без најава и дебата
ќе биде ставен предлог законот за игри на среќа на гласање пред пратениците со кој ќе се уништат легалните игри на среќа. Ова се прави во момент кога обраќање во собранието треба да има председателот Стево Пендаровски. Тој, исто како и представниците на ЕУ, вработените во секторот, здраворазумните јавни личности и експерти кои ги согледуваат негативните последици од овој закон, се спротистави на неговото носење. Но и покрај сите изнесени аргументи од наша страна, но и од страна на сите претходно споменати, власта продолжува насилно да го носи законот. Во изминатите месеци сме исто така сведоци на бројни скандали поврзани со носењето на овој закон, задкулисни игри и сомнежи за политички влијанија и бизнис интереси. Покрај бројните скандали за кои што пишуваа медиумите, она што го прави власта е целосто спротивно на здравиот разум, додека се обидува да наметне рестриктивен и нелогичен закон за лиценцираните приредувачи, тајно и на мала врата. Самата отвара нови бизниси и онлайн платформи со странски партнери за кои што пристигнаа првите информации во медиумите дека компании од соседна Бугарија се заортачиле со владата. Кога ќе се поврзат сите овие случувања, повеќе од јасно дека овој закон не е ништо друго, туку обид да се превземе пазарот на игри на среќа и целосно да биде контролиран од малкумина. Денес сме тука собрани за да испратиме сериозна и јасна порака дека нема мирно да стоиме. Броиме повеќе од 10.000 вработени кои директно се засегнати од овој закон, а нивните работни места се под закана. Сите тие ќе бидат најголема опозиција на следните избори доколку се продолжи со ова политичко насилство. Дополнително, доколку биде донесен, новиот предлог закон за игри на среќа ќе предизвика затварање на една легална дејност, а ќе отвори широка врата на сивата економија и криминалот. Ова веќе се случи во државите од регионот кои што посегнаа по ваква регулатива. Од чиј интерес е да цвета криминалот во игрите на среќа, да се вратиме 20 години наназад, кога што се играше на црно по подруми. Секој еден од овие луѓе кои не придржуваат денес директно ќе бидат погодени со губење на своето работно место ако се донесе овој неевропски, неуставен и монополски закон. Луѓето плаќаат кредити, голем дел од нив се родители кои планираат иднината за своите деца. Сите тие се луѓе кои што ќе останат без своите приходи. Покрај тоа што законот е направен со цел уништување на легалната индустрија, како што веќе информиравме пред 2 месеци од исто ова место, тој е подготвен исклучително непрофесионално, со низа небулози спротивни на пазарната логика. Тоа е така затоа што со години владата и институциите воопшто не се консултираат со нас како легитимни представници на 95% од лиценцираните компании во државата. Што кријат и зошто се кријат од оние кои со години легално и професионално работат? Зошто упорно бегаат од соочување со експертите во оваа дејност? Зошто не излезат и да го одбранат законот, да ги соочиме аргументите, па граѓаните да проценат кој е чесен во намерите, а кој не? Како што многу пати кажавме до сега, повторуваме, овој предлог закон е направен без соодветна анализа, истражување и користење на факти и аргументи со тенденциозно избегнување на дебата преку злоупотреба на европското знаме. Извештајот на ЕУ кој го доби државата неодамна точно нотира дека се злоупотребува европското знаме. Не е ни чудно зашто самиот извештај е толку лош. Сакаме да им се обратиме и на граѓаните. Наш интерес е самата индустрија да напредува. Наш интерес е играчите да се заштитени и едуцирани, малолетниците да бидат заштитени, а легислативата да се европеизира. Ние како компании работиме одговорно и честно вработуваме ваши пријатели, роднини и блиски. Одговорно тврдиме дека ова што владата го прави е спротивно на регулација на игрите на среќа. Ќе се отвори нелегална игра и ќе се донесат играчите во голем ризик, а криминалот и сивата економија ќе се зголемат. Ова ќе бидат ефектите од новиот закон за игри на среќа. Овој пат нема да молчиме и да апелираме, туку директно ќе се заканиме со масовен отпор и протести какви што не се соочила владата до сега. Пратениците бараме итно да го отфрлат законот, да ги заштитат граѓаните од диви игри на среќа и вработените во индустријата на кои им се заканува губење на работните места. Понатаму, за нас е нејасно зошто ЕУ и нивните представници во државата се уште не излегуваат отворено да го спречат ова насилство, да ја спречат оваа злоупотреба на европското знаме, која стана секојдневна пракса во државата и за која самите нотираат во извештајот. Ние, како граѓани, како да веруваме во Европската Унија и правдата која што таа ја носи, кога во нејзино име се злоупотребуваат законите за ништење на една цела дејност за сметка на интересите на поединци. Бараме итно повлекување на законот, бараме формирање на заедничка работна група од експерти, представници на индустријата и на владата,
за носење на функционален европски закон. Додека од една страна се носи закон за затварање на индустријата и уништување на домашните лиценцирани приредувачи на игри на среќа, владата си го тера бизнисот со компании по своја мерка. Има ли поголемо лицемерие од ова? Денешниот собир е символичен приказ на нашиот став во однос на предлог законот за игри на среќа. Доколку нашите апели не се слушнат, подготвени сме на масовни протести, сериозна борба со цел да го спречиме донесувањето на овој закон.